Продадено. Честитам, господине. Прав избор. Ова ви е, господо, чист неореализам, со благи движења кон неоколониализам, што може да се примети по нијансата на зелената боја која што потсеќа на рана трева. Авторот на оваа слика, господо, е левичар, така да многу е добра кога се гледа од по-лево и страшно може да дојде у комбинација со сабрана дела од Јосип Брос во некој салон. Почетна цена 1300 марки. Ај ще даде 1.400.000. 1400 марки прв пат. За кој пат зборува овој? За дедово гостива? Ја не причам с това, бе, што ти е? 1400 марки втор пат. 1400 марки трет пат. Продадено. Честитам, господине. Со среќа. Сега, господо, има еден раритет за сите љубители на мртва природа. Оваа слика уствари датира од давнешни времиња и дело е на повеќе автори, така да нема јасен концепцијски израз. Први податоци за оваа слика добиваме уште од 1912 година, а поточни податоци за авторите имаме негде 1943-44 година. Погледате, ремек дело. И да ви кажем најискрено, оваа слика се продава поради тоа што музеот е во криза. И ние, господи, ја продаваме со тешко срце. Прво, затоа што стварно не знаевме со која цена да ја крстиме, а второ, поради тоа што авторите на оваа слика не се живи, а нивните потомци ги боли стојко за уметност. Со извинение. Лицитирањето може да почне. Ја дај 1.000.000 марака за ову слику. Јас ги дадам 2 милиона. 2 милиони марки прв пат. Ја дај 3 милиони марака. 3 милиони марки прв пат. Ја ќе дадам 4 милиона. Марки. Ја одустаем. Ја уствари не гем да го купам цела, пошто не сум при пари. Јас ќе дадам и 4, ама да го земам пола, само да го земам овој дел каде што е со браун, мислам, пошто имам ја и една концепцијски така добро ми се слага со дома, имам уште една слика. Ова што е со зелено, мислим, не одговара едноставно и... Слушай, бе, дечко, ова е уметничко дело, мислам, не може да се дели како ќе взимаш пола, мислам, баш ка 3D видео, како ќе да сечеш на што ќе личи тоа, нема теорија. А ще го земе същото само од карши. Слушате, бе, луѓе, ова е слика и не може да се дели, може да ја земе само топтан, тој што сака. Дечко, ти викаш не го давате сликата на парче, ама ја го знам сликата кога беше поголема, на кого сега ти, па ја ги знам и у кој музеј се тие, други имаш уште 2 дела од оваа сликата. А немој така. Сега ја ти го давам у кеш тука, се сакаш да го продадеш, а не кеш да земеш пари, мислам. Слушай, дечко, мене не ме интересира какви делови, шо делови. Мене сликава ми е дадена да продам топтан. Нема теорија да се дели. Не може. Јас искам, само полутушката ако може. Ма нема теорија, не ја продаваме, не може. Не е за продавање слика, готово. Делот на пола. Зашто ми правиш вага? Абе, за какво иташ бе ти? Абе, не дей да се тревожиш. Абе, зар не виждаш, че од ден на ден цената пажда? Абе, па ще земе без пари, бе! Земо, ја и ти док чекаме да му падне цената, овој Грчка цела да го купи, знаеш? K15!